Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги. Почитуван колега, вие ќе започнам од крајот на вашето обраќање, каде што повикувате на заеднички пристап во решавање на овој проблем. Оттаму ми влевате надеж дека сигурно ќе го поддржите овој предлог од нашата партија, со оглед на тоа што веќе има нешто конкретно за кое што денес дебатираме, кое што би било на некој начин еден чекор понапред од се она за кое што досега говоревме. Секако дека имавме прилика и претходно да си дадеме поддршка за справување со овој проблем, кој што е заеднички. За овој проблем и да речам, се добивале избори и се губеле избори, но никако да се реши, како да сите сакаме, меѓутоа на мегдан нема некое решение. Заменик министерот излезе со информација дека на сите барања кои што ги имаме доставено, односно заклучоци, дека има одговор со аргументи дека се е решено. Ако се е решено, значи ли тоа дека е безнадежно нашето апелирање за подобрување на состојбата со воздухот на кој сме сите сведоци, ако живееме во различни идеолошки светови, сепак реалноста е иста. Еднакво страдаме, еднакво се загрозени нашите животи, животите на нашите семејства и на нашите граѓани. Секојдневно се соочуваме со ова зло на денешницава, за кој што ние имаме некој предлог кој што вие би требало да го поддржите. Вие не дававте поддршка на нашите предлози за екодрва. Сите пратеници од опозицијата ние предлагавме и за ребалансот и за буџетот да се воспостават екодрва, кој што едно дрво заменува 272, 3 или 6 дрва во засадени дрва, но не беа поддржани нашите предлози. Ете нешто каде што сме можели исто така да покажеме заедништво, зошто има толков отпор на нешто што доаѓа од опозицијата, а за сите може да биде подобро. Тој предлог може да биде и развиен и подобрен, но никако не би требало да се негира и денеска да се троши енергијата во тоа што било пред 12, пред 15 години. Денеска пак го живееме проблемот за кој што сите сме свесни дека сме можеле да добиеме подобри резултати ако сте организирала некоја надзорна расправа. Се согласувам со вас дека немало такви приоди во повеќе сфери, а ова е еден заеднички проблем во кој што сите можеме да се угушиме, без оглед на тоа дека некој може мисли дека ќе профитира на овој проблем, кој што секоја влада која што доаѓа се декларира дека ќе го реши и секоја влада заминува и вели се направивме, но не е решен. Ајде да направиме заеднички чекор, како вие што викате, поддржете го, колеги пратеници, овој предлог и мислам дека ќе направите еден голем чекор, без оглед на тоа како ќе ви се одрази на тамошните ваши позиции на изборите. Благодарам. Благодарам. Контрреплика.